Се почесто граѓаните нарачуваат пратки онлайн, а актуелни во моментот се пратките од AliExpress. На домашна адреса, освен од македонска пошта, пратката може да пристигне од приватен оператор со кој пошти имаат склучено договор. Најчесто пратките завршуваат на вистинското место, но не се исклучуваат и можностите истите да доцнат или воопшто да не пристигнат. За граѓаните да не бидат оштетени, треба да ги знаат своите права и начини како да се заштитат. Сега, последно време, е многу актуелно нарачките од AliExpress, кои доаѓаат до сега преку македонска пошта, да се доставуваат од страна приватни оператори до граѓаните корисници кои нарачале нешто онлайн. Граѓаните се вообичаено изненадени, бидејќи досега македонска пошта ги носеше само. Од пролетоска Агенцијата за пошти даде можност уште два канала, значи двајца приватни оператори ги носат странските пратки, односно пратките од меѓународен сообраќај во Македонија, со тоа што да не бидат изненадени кога ќе им се јават на телефон и ќе добијат порака од некој приватен оператор дека пратката ќе им ја испорача исто така до врата. Доцнењето на пратки, оштетувањето на истите се проблеми кои може да се појават, но тие не се во голем број. Во тој случај граѓаните треба да знаат како да реагираат, како да поднесат рекламација и на која адреса да биде лоцирана. Во овој поглед потребна е поголема едукација, велат од Агенцијата за пошти. Дур немаме никаков проблем. Граѓаните не се запознаени многу со своите права, но кога ќе има потреба, тие секако се интересираат и добиваат информации како од давателите на поштенски услуги, така и од Агенцијата за пошти, но сметаме дека се уште треба граѓаните да се информираат и да се едуцираат за тоа како да ги искористат своите права како корисници на поштенски услуги, како да поднесат рекламација кај давателите на поштенски услуги, како и во Агенцијата за пошти. Се случува да има доцнење на пратки, се случува и да има оштетување на пратки, но тие не се во голем број. Во случај кога се повредени правата на граѓаните, кога се во прашање поштенските услуги, преставки може да се поднесат и до Народниот правобранител, но праксата покажува дека изминатата година не пристигнала ниту една преставка во Штип. По оглед на тоа дека изминатата година и оваа година немаше примено ниту една представка, барем за подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Штип, сметам дека граѓаните не се до тој степен запознаени за дека овој механизам за заштита им постои, дека може да се обратат и пред Народниот правобранител за заштита на нивните права. Токму овој на некој начин ќе дојде како промоција на улогата на Народниот правобранител и луѓето ќе станат посвесни дека кога и во кој случај може да се обратат за заштита на своите права како корисници на поштенски услуги. На корисниците на поштенските услуги им следуваат сите права од Законот за поштенски услуги и главно кога тие права им се повредени, постаат средства, тоест правни средства кои што може да ги вложат во рамките на самата постапка на обезбедување на поштенски услуги. Денеска во Штип беше есенскиот караван Агенцијата за пошти поблиску до корисниците на поштенски услуги. Целта е да се подигне јавната свест за начинот на користење на правата на корисниците на поштенски услуги. Есенскиот караван вчера беше во Велес, а веќе утре е во Струмица.